Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Колко дена ме нямаше? Само 3 дена. Нищо страшно. Другари, одеме со од моите кратки видеа. Значи, ја никош не лажам. Моите видеа се 15 минути. 2x брзина, 30 по YouTube, 15 по 2x. Ако ставате 2x, валјда за 15 минути ќе помине. И без тоа брзо зборам и плюс кога ќе натиснете бррр, тоа е. Сите информации ги взимате. Најбитно е, ви може и одма да го изгасите. И без тоа го гледате 2-3 минути, bull market ќе има и тоа е луѓето. Првите минути кажам bull market ќе има и крај, брачи. А таа мајчка, да, многу луѓе кажаа и се допаѓала, не, една е. Кога ќе си дома Македонија, ќе ја направам истата, само ќе ги сменам тука, не знам дали се гледат, ќе ги сменам коините, што се више поминати повеќето, стара е мајчката, значи ќе ги сменам со нашите коини, брат, кои треба да бидат, а иначе многу ми свија концептот каков е направен. Вие ги се утепате купувајќи, значи ќе се чека гратис, така да нигде не брзам. Другари, джаве паничите, еве на 30 сега шо сме 22 септември. Значи на 30 септември FTX треба да почне една тура да враќа од парите. Значи народот ќе има кешарац и ќе почне да купува крипто, че там сериозни милиарди се украдеа. Така да ќе биде интересно. Друго, не мора, еве тие што ги мрзат да гледат видео, еве пролистајте го од Twitter. Брат, ово е милиардер, Цизи, значи еден од креаторите на Binance.com или кинескиот Елон Маск, значи американците како што измислуват дека у Африка или у гаражата некои си таму Бил Гейтс, Безос улегнале и у таа мистериозна гаража креира такви компании кои што сега владеат со Америка, со светот, тоа приказните у градинка може ка нас да ги кажуват. У детски градинки може да ги кажуват тие мобети на децата и тие дечињата и без тоа не ги нешто слушат, разбираш ли. Там може да ги кажуват, на мене не, мислам. Тоа е комедија, знаеш, некој ќе ми рече, брат, абе, гледај тие приватни компании. У Америка нема приватни компании, у Америка е корпоратски гиганти на самите служби на длабоката држава и таму е све точно измислено. Као демек да не дават на американците за без пари, еве, имате приватни компании, што ви продават слама и вие мора да плакате такви давачки и чуда, а парите литат надвор за Украина, за да не филозофирам, да не ме блокират. Или, братче, да ме затворат дека сега како човек кој што више нема статус во Америка, треба да пазам што зборам за нивната политика. Иако бев ја, мислам, тип кој што кажуваше дека Трамп нели најдобар за Америка и уште тврдам, да, дека емигрантите треба да се јат од тука. Брат, така да тоа е логично и нормално, нема што да се лутам кога другите балканци кажале дека треба да се одат и сега тука лош бил Трамп. Трамп е супер, треба да се отидат, ако не планирате да си извадите амерички пасош, да плакате данок, да плакате скап здравствен систем, да работите, да треба да работите две работи за да може здравството да функционира, ако утре нели се разболете. Брат, зашо ово светло не функционира? Така да, другари, тие што сакат да имат пасоши, треба да ве боцнат и здравието да ви е така че да не кажувам да не ме го блокират видеото, сваќате што сакам да кажам, нели, од како ќе ви избоцкат за одреден документ и ви сте си го примале тај жиго на длабоката држава и замислете си да земеш толку чуда унатре у твоето тело за утре да викам ја, брат, јас сум амерички граѓанин и ќе зимам авионски билет од $1,400, ќе дојдам летото таму со мојата голема плата, ќе ви се курчам со извинение, па зимато ќе дојдам ќе кажувам чуда, иако тука овие, брат, работат од сабајле до вечер, ниту се видели Америка, ниту се видели ништо. Мал дел там процент, 10% се успеале за стварно да имат да шетат и да видат све.
на тия кредитни картички ще ги напукуват, може всеки македонец да дойде да вземе кредитна картичка и с тази кредитна картичка да троши и да си направи профил на Facebook и на Instagram, то мислям по-успешни са от американците, да, по-добро ги бюджетират парите, да, али мислям комедия е да вземам пасош за да се курчам с извинение. Тая е речнико, да се курчам с извинение на някои там македонци, които ще отдържават това да е само от дупката, затова ще не бират патеката на Брикс. И замислете се и я да вземам да дойдам с това америчка плата, тук банките дават кредити, компаниите не дека ти нещо си успял, самата компания ти дава висока плата. В Америка да си успял е да си успял да отделяш пари и братче да дойдеш тук, да уложиш у крипто, да уложиш дори у Wall Street и там да направиш пари, брат. Да кажеш на другите македонци какво или другите балканци какво да направят пари, тия луги я ги сметам за успешни. Или направили, например, изплакят или изплатили куки у Америка, изплатили кола, изплатили камиони и виж го достигнали да речеме тай връв и се одат курчат се на сиромащията. Не бе брат, трябва да идете у Македония, да. Трябва да си направите кукя, ама трябва и да направите бизнес. Трябва да направите бизнес, како сите братче нормални луги от диаспората, трябва да направите бизнес и тия македонците да видят от медо малко, да бръкнат со дрвена лъжичка от тази тегла, вашата, що сте направили себично, що се я чувате, да бръкнат и да видят малко, да се заблажат, да направят някоя пара, па ки ви кажат какво се почнуват тия бизнеси, какво ке работите да рече македонци или ваши там луги, комши и роднини и приятели ще ги познават, ще са стабилни и заедно да почнете да подорвате. Гръция, знаете ли защо, например, повече функционира Гръция, Бугария, Сърбия, па дори Албания, защо повече функционира и повече оде напред от Македония? Гръция не сите делови, отредени делови. Знаете ли защо оде по-напред? Я ги познавам лугите от диаспората. Затоа шо голем дел от тази диаспора се враќа назад и пробува да креира функционални бизнеси, брат. И кога ќе креира функционален бизнес, државата не може со извинение да му се курче на некој што е рамбало Америка, што е да речем успеал, поради система што е перфектен тука, успеал да се интегрира, затоа што македонците братче се виделе што е сиромашти, американците не се и малку се луксузират, живеат ден за ден и затоа сме по-успешни од нив. И сега да не филозофирам плюс, нели, кои работи ги носиме ние унатре, по-лесно се прилагодуваме и треба, брат, да се върнете у Македония и да пробате да направите добро, колко и да ги мразите македонците, колко и да се кейвмен систем, пещерски луѓе, дигитално неписмени, вие направете една мала група, што се писмени, градете ги тия бизнеси, дружете се един со друг, от странство што е дојдел, таа е на ваше ниво, да речеме, за бизнес дел. Трейдайте меѓу вас, разбирате ли? И градете, братче, мали мини компании и полека, нема да верувате, ке си ја върнеме државата. Мене ми е тоа план, да дојдам, да отворам криптореволуција академија, сите тие луѓе што ќе дојдат да бидат успешни, да речеме, и луѓе што имат сериозен инкам, да ги научам за таа технологија, дека можат со ризично инвестирање у таа технологија да направат пари, да направят staking rewards како да взимат и после да почнат полека да инвестират у компании, да градат мали бизнеси, да се држиме заедно, никой не може да ни застане на пато. Ако сме сложни. Разбирате ли, ние няма да одеме да рушиме државата револуција. Криптореволуција, другари, е ти имаш компанија, оттаму има инкам, ти имаш сигурна куќа, ти имаш бизнеси други, ти имаш крипто и инвестирал да ти дойде инкам на секој bull market на 4 години да кишираш и плюс да живееш от тия 4 години плюс от staking rewards и тия пари да ги въртеш дел, шо да купиш па на bear market-о, дел додека е bear market и е паники и чуда,
ти да имаш едно бизниче, да кръчка, да прави паричка кеш, без taj кеш не можем за жал, да прави и да го вракяш назад кај тебе, а при тоа да градеш една средина, позитивна енергија, наместо сите тия пари да се струпат, па дечињата брат да почнат да ти шмркат бело, да претерат со зелено, да претерат со тия апови екстази, додат само по такви скапи концерти, службите да ви ги пратат таа тајфата околу нив што ги направат на бело, на зелено и на апови, и после ќе имате една нефункционална фамилија, па вие многу егото ќе ви порасне дека сега дојдевте до многу пари, па чеке таа една жена ви е малку, ајде да идеме малку по печес, и вашата фамилија е уништена. А вака вие ако сте у крипто академијата, ако сте у тај бизнис, ако сте со тие луѓе нон-стоп да правиме состаноци, конференции, чуда, у гейминг, у фармерство, у чуда, дали ме разбирате, па дури соларни панели и чуда, да речеме, мој комшија има идеја, да речеме, ама треба заедно да сме у тај дел. Ти сам, братче, ако пробаш, тие хиените ќе ти изедат. Значи, ако, братче, се направи цел концепт, ја ви кажав сега еден концепт, кој што може да функционира у Македонија и кој што планирам да пробам, не да пробам дали ќе успее, да пробам да народот да видам дали веруваат дека ќе успее. Разбираш? И полека ќе иде бавно, али тоа ми е целта со криптореволуција. Криптореволуција не ми е целта кој што еден брат беше напишал, Витанов ги онаде, ти ќе доеш ќе ги дотепаш. И он демек на зафрканција го напишал, не, на зафрканција другар, ти го мислиш 100%. Така да нема зафрканција, у тие мозоко не може да ти го креира тај дел да биде зафрканција. Мојо концепт е, другари, да дојдам и не злато и сребро да трупате, братче, туку, гледате, има технологија едно децентрализиран, овај не е баш децентрализиран, на еден децентрализиран, да речеме, новчаник, да го кардано, да го трупнете, да си имате инкам, наместо злато и сребро фантазии, да, бесконечно ќе одат ностоп нагоре, али некако криптото, и браќа, еве, оваа слика ви го дава целиот концепт, дека вие, брат, треба да бидете оваа технологија и да ја размозгате оваа технологија, да ја вашиот мозок да ја како се вика, да ја преработе и да сванете дека, другари, до 2106 ако живеете, не знам ќе си принтате делови или, ако живеете, ќе имате, брат, сериозно чудо, кое што Македонија, верували или не, можеме да си ја врнеме со помош на оваа технологија, додека цел свет е спие у сламата со извинение, ние ќе можеме да си врнеме оваа држава која што е спомнана и у Библијата, и брат, ако јас сум успеал, ниту имам 4 раци, ниту имам 4 глави, ниту имам 4 мозоци, ниту имам 4 очи, немам ништо повеќе од вас, ако јас сум успеал, ќе успеете вие. Се што треба да седнете, братче, да ги изгледате овие видеа, или да ја пролистате оваа страна, брат, која што ви е направена со македонски превод, да ја пролистате и вашиот мозок сам, другари, еве имате транслейт, сам ќе почне, другари, да ја дешифрира оваа технологија дека не е пирамидална шема, како што вика тие на Витанов таму, тајфата околу него, и другари, вие ќе можете да почнете да се претопувате и да ја разбирате. Вашиот мозок ќе почне да ја разбира. Другари, збирајте акъл, биткоин кој што немаше да постое, другари, гледај, брат, GDP-то му е повеќе од Канада, која што плукаше по крипто дека е пирамидална шема, Бразил, која што викаше ќе затвараме таму, Русија, која што викаше дека кажи го дека ко си вика
Чекай, защо ми се изключил ovo? Ало, добре да проверям. Леле, я мислих, изключил ми се звучника и викам сега бръмна 15 минути за Java, баш ми беше кърнал. Другари, от Русия по-голем има GDP, от Мексико, Австралия и ово е Корея. Ако не се лъжа. Брат, ово на Корея ли е знамето? И аз извиням, другари, ама моментално ми блокира мозъко. Да, на Корея. Саут Корея, таман ке рокнек неко голема глупост ке речев да не е на другата, ама не. Значи, паѓаме концентрацията. Дигитално неписмен сум за повеќе държави си ги забрив. Другари, гледайте бе, брат. Toyota, Yamaha, која другото е? Чекай, што пишува? Toyota, Yamaha и Byte are now accepting payment in USDT in Bolivia as business turn to stablecoin to navigate the country. Гледай, брат. Значи, шо мислите? Овие милиарди долари, Toyota, Yamaha, чека, ова BED да не е кинеската, бе? Која бе, брач? Че да видим, брат? BED. Кинеската е, така ли? Да. Брат, много лошо ово знакчето е. Добро, како и да е, не ја промашив, дека беше ово. Значи, брат, Toyota, Yamaha и кинеската ова, шо викат, нели има голем потенцијал. Мислите ли дека се... овие Yamaha и Toyota веќе милиарди долари, ова не знам колко е market cap, мислам колко е, нели, таквото. Мислите ли дека ќе имплементират такви работи ако не знаат на дека оде свето, брат? Мислите ли дека Македонија ние Трајко Славевски ни кажува за... Дај да не... Планирам да доам да го описменам човеко, брат. Човеко е ептен неписмен, брат. Планирам да доам да го описменам лупа зелени и там... шо по кафани, шо по ресторанти, шо по насекаде по телевизија лупа за биткоин и за крипто, дека не го бива. Ало, човек, дай освести се вземи, дай пратете му некого познавате да почне да гледа малко да се избистри тоа главата. USDC си се држете, оти машината USDT претерува. Една слика милион зборови. Другари, моменталната ситуација ни свето е тоа. Требаше овакви да ви донесат, а ви донесе овакви. Кратко. Другари, 1,7 билиони ликвидирани за 24 сата. Берзите ви кажав, много луѓе викат кој манипулира. Брат, берзите не може кога BNB на Binance литаше нагоре, така ли? Само на мен 10 души пиша, брат, ке ставам leverage 5x. Викам, другар, не ми пишувате такви глупи мобети. Ке ставе, а ако не дай Боже е ставил, значи вие сте изчурели. Видете ли што направи? Заради тоа тия берзи ликвидират, стават милиарди да се продае, бутат оти. Много е по-добро луѓе да падне маркето и овие комарджиите да изгубат, отколку Binance или било која друга берза да треба да изплате такви големи суми, па да имаме проблем утре со берзите да улезем у бер маркет. Разбирате ли ме? Се додека има комарджии, наместо да чекат, и ние страдаме заради нив, наместо да чекат бул маркет и да продадат, па да купат, или да флипнат, да речем, еден от друг коин, да флипнат, па окей, ќе го разберам, ама сменете у USDT и USDC, супер. Мило ми е дека ве собра. Другари, ние сме тук. Тук. Другари, гледай дека трябва да отидем. Гледай, брат. Туп, брат. Нема шо да филозофираме сега ден, видео, клик лайк, брат, ќе спасеме свето, јас сам доктор на науки, јас сам дигитално неписмен за повеќето работи. Али, Господ ме е креирал, вика, брат, че ти твоята мисија е на македончето, да го дигитално описменеш колку можеш со окви прости слики, кои шо би требало да филозофирам сега тука чартови, брат, че у 24 сата ке... Да, бе, жити се, брат, гледай сликата. Една слика како беше? Милион зборови. Теате, брат,
Дури може да снимаме 2 минути видео. Другари, ова е моментална ситуация. Ние сме тук. Трябва да стигнем тук. Ама кога, ама какво, ама утре ли ки биде, ама октомври, ноември, декември ли, а януари ли, а февруари ли? Брат, настрадавам си, бавање умрея. Лесна и земја. Я не сум како нив. Ако знаев кога ке биде, ја ке бев милиардер и ке викав другари, немој да се мачите на гощеров, ке му гледате видеото, сега братче, како витано човек. Сега ке ви дам, колко дайте по 1000, по 20,000. Ти брат, играеше стара со мене, те ти 100,000, брат, да имаш за компютър, да имаш за... Дома, ако ти врекат нещо, например, ако викате, брат, кога поръките, брат, кога, ама не е финански стоят, ама кога килитне, сега ли килитне, утре ли килитне, други дни. А колко отиде биткоин, а колко отиде етериум? Брат, ако ги знаеш всички работи, ке бех милиардер, мултимилиардер, трилионер, вие ке сефти, аз само ке викав, ти брат Борис играеш за мене со мене играеш стар Атлас, вируваш, те брат $100,000, защо? Ако ти продумат от дома нещо, брат, брат, защо не играеш шо нещо? Те на майка ти и на татко ти фърляш, брат, 10,000 евро, долари и они се затраят. Брат, дай малко, излезете от тия филмови прашенията, да ви давам канали, и аз извинам, телото тражи кафе, а му даваш вода. Исто на вас мозъка ще ви траже глупости, трябва да давате информация, брат. Трябва да давате информация. Вие сте моментално тука, и аз съм тук. И аз съм тука, вие сте тук. За да стигнете тука, трябва да гледате видео и информации, за да не бидете тук. Брат, я не съм лова видео по дори 15 минути ки успявам. Значи, другари, тия ще учите на факултет, Господ на помощ да ви е, не знам тия сега ще сте почнали за 5 години, другари да не ме плашам, ама с 100% съм сигурен да ги сте сгрешили таквото, али не е проблем. Ки има работа, ако не сте у крипто, ки има работа за водоволчия, електричари, това е тежка работа, още до 2035 да заменят роботите, затоа шо трябва комплетно сградата да биде скрос дизайнирана, за да имат пристъп тия роботи да поправят, а нашите шупи и куки, ще ги имаме из целия свет, все още не са спремни за роботите да улегнат. Затоа за водоволчия, за оджечари, за електричари, все още има работни позиции, па другари, тия дипломи ке ги заменете со физичка работа. Злато или биткоин, нон-стоп ме прашуват, биткоин. Злато или крипто? Радо би ставило криптотехнология, отколко злато, кое ще го манипулират. Ово го манипулират, да, ама знае се, има от 4 години бул маркет и знаеш кога ке кешираш. Леле, брат, аз съм легенда. Чедем колко видео... брат. 22 минути. Стопирано ми е, нели да проверям за знаменията, стопирано ми беше стопирано на 14 минути. Таймеро. Одеме видео от 30 минути па изгледа. Брато Трамп вика, шо значи? Значи дека ако ке му текне, ако ке му каже там длабоката държава, айде брате подпишувай и се жилите нагоре. Тоа е. Кога ке биде, ако сакате, донирайте му $100,000, ке ве викне на вечера и ке си разговарате со него. Ово е сам доста да го прочитам. Paul says the real estate market is dead. Няма потреба да гледам видеото. Биткоин и криптотехнология. Ако ме слушате и стававте и надоле да нотидам от надоле от Мандалориан видеото, не да му ударате на блок, ако ме слушате 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, вие другари до сега ке бевте на страшен профит. Ако купувавте 10% BNB, ке бевте на страшен профит. Ако купувавте било кой од овие тука, другари, сите одат нагоре. Па дори ако ги флипавте по 10%, сите од нагоре, надоле, и ако не ви препоръчвам да ги флипате, другари, еве ви тука технология, трупайте си биткоин, етериум и кардано, никогаш нема да умрат тия трите. Ако почнат да умират, ки ви пишем да почнете нещо друго да купувате. Така да, другари, гасам 25 минути, да речеме, трупайте от оваа технология, 10% не се лакомете, али стойте на страна, внимавайте тие што сте Gala, Sandbox, Axie Infinity, SLP, внимавайте, и со Трамп и со Мелания внимавайте, тоа е нели колектибл, не е демек маме, али со Gala, со Sandbox и со Axie Infinity внимавайте,
затоа што компаниите витуваат чуда, уште се далеко од тие чуда, така да тие само што треба да се ги врнете парите, се ги врнете и бегајте од таму, без разлика ако сакат нека станат и најките. Јас сум кажал, сум у Стар Атлас, без разлика дали скоро ќе банкротират, дали до 2030 ќе успеат, 2035. Јас сум у Стар Атлас, оти моментално Стар Атлас ми дава пари. Моментално Стар Атлас ми, ако отворе Brave браузер, денеска или утре, нешто е заглавил, моментално ми дава, ми дава пари и верувам у таа игра. Ниту геймерите ми играат на Axie Infinity, неам инкам на SLP, ниту сака да играат Big Time, нели пробавме, тешка е, тражи јаки компјутери, Illuvium тражи јаки компјутери, Sandbox пробав со некои луѓе да играеме, да креираме игри, не ја бива, затоа што џаби ќе ги лажам дечките да седат, нема сериозен инкам, така да моментално другари јас сум само тука. Таму дека дава. Пукам, дава ми инк. Литам, дава ми гориво, продавам го, дава ми Атлас. Значи имам инкам. Имам инкам, верувам у играта. Неам инкам, да е со среќа, да тестират други, да открият топлата вода и да ми пишат. Чао, другари, и Bull Market Kima.